Приватните фабрики имаат поставено железни порти за синдикатите. Внатре не ги сакаат ни газдите, ни работниците. Досега пропаднале речиси сите обиди за формирање на синдикални организации поради незаинтересираност на вработените. Постои страф едноставно за работното место. Тоа е едно. А другата работа е генерално во Македонија постои недоверба кон голем дел од синдикатите. Меѓу другото и заради тоа што голем дел од нив се видени како приврзок на власта. Не само оваа власт, генерално од осамостојувањето наваму. И дека повеќе ги застапуваат интересите на власт отколку интересите на работниците. Ова секако не значи дека работниците немаат проблеми, особено женскиот дел од вработените, тврдат невладините. Дискриминацијата против мажите работници и жените работници не е иста. Делумно тоа е заради општествениот контекст, каде што нели се очекува жените првенствено жените се тие кои земаат слободни денови доколку детето е болно. Не се тоа мажите работници. Така да тие некои работи воопшто не се адресирани од синдикатите, делумно и заради недоволната вклученост на жените. За разлика од кај нас, погласните негодувања на работниците на Дрекслер Мајер за кршење на работничките права, наместо македонски, нив ќе ги брани германски синдикат. IG Метал, организацијата на металските фабрики во Германија, тие синдикати, веќе се алармирани и веќе имаат, покажуваат интерес да ги поправат работните услови во Македонија, посебно затоа што во еден момент имаме ситуација и сведоштво на работниците, кога доаѓа германска делегација еднаш годишно во фабриката, работните услови се идеални, додека во останатите 364 дена во годината работните услови се ужасни. Инаку, за само 5 години, бројот на синдикалисти од приватниот сектор е намален за дури 67% од 42.000 во 2010 на 28.000 во 2015 година.